Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. И покрај ниските температури продолжуваат спасувачките напори за обезбедување помош за повредените и бездомните лица од силниот земјотрес што ја зафати западна Кина, а од големиот облак прашина од ерупција на вулкан во Исланд и денеска прекинат голем дел од авионскиот сообраќај во Европа. Со ова ја започнуваме денешната емисија. Спасувачките екипи обезбедуваат помош за повредените и бездомните од земјотресот во западна Кина, каде бројката закинати се искачи на 791 лице. Лекарите имаат проблем да се справат со околу 11.000 луѓе кои се повредени од земјотресот со јачина од 6,9 степени со епицентар во општината Јушу во зафрлената провинција Кингсаи, која се граничи со Тибет. Во земјотресот беа урнати згради и уништени патишта. Голем облак од вулканска пепел од Исланд го попречи авиосообраќајот во Европа втор ден поред во време кога патниците се соочуваат со најголеми проблеми да стасаат до своите дестинации по терористичките напади на 11 септември 2001 наваму. Нејасно е колку вулканската пепел ќе го попречи пристигнувањето на светските лидери на државниот погреб на полскиот претседател Лех Качински внедела. Погребот треба да се одржи во Краков, југоисточна Полска. Полски официјални лица го затворија воздушниот простор во северниот дел на земјата, а семејството вели дека настанот нема да биде одложен. Портпаролот на Обединетите нации рече дека 5 од локалниот афганистански локален персонал се водат како исчезнати, но не даде други детали. Лицата биле во северната афганистанска провинција Баглан, кога е забележано нивното исчезнување. Во оваа провинција бунтовниците убиле 4 германски војници и повредени биле уште 5 во напад со проектили врз германска патрола. Во меѓувреме афганистанскиот провинцијски гувернер рече дека 3 загинаа во експлозија на објект во кој живееле странци во јужниот град Кандахар. Предходно беше јавено дека 6 луѓе се убиени. Провинцијскиот гувернер на Кандахар, Тори Алвеса, рече дека 3 од загинатите биле афганистанци. Тој кажа дека 10 од 26 повредени биле странци, вклучувајќи 3 американци и 1 јужноафриканец. Командантот на американските сили на Блискиот Исток и Централна Азија, генералот Дейвид Петреус, вели дека цивилните жртви им штетат на сати на мисијата на НАТО таму. Во продолжение за тоа што прават американците на овој план и каква е ситуацијата на теренот. Овој протестант вели американците убиваат нивни луѓе и целат на нивни автомобили. Го убиле брат му, вели зошто ова не го прават. Стотици луѓе излегоа на улиците на Кабул извикувајќи смрт за Америка. Од американска страна, генералот Дейвид Петреус вели дека таквите убиства и нанесуваат штета на војната мисија во Афганистан. Не можете да ги остварите стратешките цели доколку тактичките активности резултираат во губење на невини цивилни животи. Тоа обезвреднува се што се обидувате да направите. Иако избегнувањето на цивилни жртви е врвен приоритет за американскиот и НАТО командант во Афганистан, генералот Стенли Макристол, не е секогаш лесно да се има чиста мета. Во конвенционална војна исполнување на мисија инволвира прифаќање на личен ризик. Во војна против бунтовници, во спротивно успехот на мисијата вообичаено е невозможно да се види. Ова го вели Стивен Бидл, аналитичар од Советот за односи со странство во Вашингтон. Ке го исчистите селото од бунтовници и правите чести патроли, но не знаете што навистина мислат селаните. Дали се совладат или со бунтовниците? Едноставно не знаете. Сега американските трупи се подготвуваат за критична мисија да ја преземат контролата во регионот на Кандахар, духовното упориште на Талебан. Бидл смета дека и покрај протестите многу афганистанци сакаат коалиционите сили и владата на Карзаи да победат и дека централната предност е непопуларноста на Талебан и тоа што американците го нудат. Американската вселенска програма е на крстопат. Председателот Обама четвртокот најави зголемување на буџетот на НАСА за 6 милиарди во наредните 5 години, со цел до 2030-та човечки екипаж да допре до орбитата на Марс. Но планот истовремено ја укинува програмата со звездија за враќање на месечината и ја пензионира сегашната Space Shuttle флота. Што за ова мислат астронаутите од следниот прилог.
Джим Ловел е еден од тројцата во леталото Аполо 13 што ќе остане во сеќавањата по успешното враќање на земјата и покрај доживеаниот голем дефект е загрижен за идниот курс на НАСА. Тој заедно со Нил Армстронг, човекот што прв стапна на месечината, и Юджин Сирнан, последниот кој бил на неа, неодамна испратија писмо до Обама во врска со предлог буџетот за НАСА. Сирнан е против паузата во вселенски летови во догледна иднина поради пензионирањето на шатл флотата. Штетно во вселенската програма доколку Конгресот даде зелено светло. Не погледнаа доволно далеку во иднината. Нема визија, нема цел, нема предизвик. Бил Андерс, кој беше во мисијата Аполо 8, што ја обиколи месечината, е свесен дека Space Shuttle програмата и меѓународната вселенска станица представуваат товар за даночните обвртници, но истовремено му пречи што нема да има американски летала што ќе носат астронаути до станицата. Искрено, засрамен сум што откако американците стигнаа пред руците на месечината, сега мора да молиме за превоз за да се враќаме на земјата. До крајот на годината се планирани уште 3 Space Shuttle мисии. Пензионирањето на флотата и укинувањето на програмата Созвездие значи и 7000 работни места помалку во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида. И покрај скратувањата, председателот Обама подвлекува дека буџетот на НАСА ќе се зголеми за $6 милиарди во наредните 5 години во правец на соработка со индустријата на нови технологии за побезбедни вселенски летови. Во понеделник во Newsflash, спасени животни во терапевтска програма за тинејџери. Ова беше се за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и се гледаме во понеделник.